Најнапред да се заблагодарам за убавиот вовед, јасниот вовед и комплиментите на господинот Азевски. Почитувани, доктор Андреја Кодрин, член на Комисијата за инвестиции при Европскиот инвестицијски фонд за стратешки инвестиции, професор Метка Текавчич, декан на Економскиот факултет од Љубљана, господине Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Македонија, на почитувани студенти, членови на алумни клубот на Економскиот факултет од Љубљана, почитувани бизнисмени, менаџери и представници на медиумите, ако веќе ги има, почитувани дами и господа. Подадената рака на пријателството и соработката во надминувањето на отворените прашања кои ги имаше Република Северна Македонија со дел од соседите ги одблокираа демократските политички процеси и земјата ја доведовме во ситуација да ги реализираме стратегиските приоритети за полноправно членство во НАТО и Европската Унија. Влеговме во етапа на изградба на држава според европски вредности, на подигнување на стандардите и капацитетите во општеството за зацврстување на владење на правото и правната сигурност. Со овој исчекор на патот на европските интеграции успеавме да воспоставиме стабилни политички основи кои се императив за економскиот раст и развој, да отвориме економски перспективи за поголем прилив на странски директни инвестиции во нашава земја. Ќе значи исто така и креирање на нови работни места, и тоа добро платени, пораст на продуктивноста на работната сила, пристап до нови технологии и знаења, развој и усвојување на современи менаџерски вештини, финансиска стабилност и општа благосостојба за општеството. Членството во ЕУ на домашното стопанство ќе го олесни пристапот до пазар од 500 милиони потрошувачи, а Република Северна Македонија ќе биде дел од најголемата светска економија која учествува со 23,8% од светскиот GDP. Преку ова економско интегрирање пред нашата економија едновремено ќе се отворат и предизвици за јакнење и подигнување на стандардите и конкурентноста. Препознавајќи ги овие елементи, владата разви и веќе имплементира мерки за поддршка на инвестициите и конкурентноста, преточени или, како што ние ги нарекуваме, планот за економски раст. Почитувани, уште од самиот почеток на мандатот, владата на Република Северна Македонија во креирањето на своите економски политики го воведе европскиот дух и бизнисот го препозна како партнер, како сојузник во напорите за поставување на економскиот раст и развој на цврсти темели и обезбедување на повисок и поквалитетен животен стандард на граѓаните. Нашиот интерес е секоја компанија да е дел од нашето стопанство, да биде успешна и од оваа почетна позиција тргнавме во креирањето на нашите политики за поттикнување на нови инвестиции. Засновани на јасни и транспарентни критериуми, владините економски политики за стимулирање и давање на финансиска поддршка за реализација на инвестиции и подигнување на конкурентноста, како и на поддршка за иновативност на малите, средни и микропредпријатија. Позитивните ефекти од евроатлантските интеграции и посветеноста на владата на овој пат граѓаните почнаа веќе да ги чувствуваат. Минатата година, со ниво од 624,5 милиони евра, ги пробивме сите рекорди за странски директни инвестиции, што е за 267% повеќе од просекот во изминатите 8 години, при тоа отварајќи околу 4500 нови работни места. Република Северна Македонија со својата јасно дефинирана политичка траекторија ја зголеми атрактивноста за странските инвеститори, за економските бенефиции на нашето општество, од перспектива на значењето кои го имаат странските директни инвестиции за економијата, зборува и податокот дека компаниите кои работат во технолошко-индустријските зони минатата година направиле извоз од 2,43 милијарди евра,
Тоа е за 20% повеќе отколку во 2017 година, што е потврда дека деловниот амбиент е стимулативен и за веќе постоечките странски инвеститори кои се во нашата земја. Република Северна Македонија како стабилна и сигурна дестинација за своите вложувања и позитивните трендови во економијата како резултат од креирањето и водењето на политиките кон полноправно зачленување во евроатлантските структури се согледуваат и преку растот на БДП за 3,7% во последниот квартал од 2018 година, период во кој се финализираа сите правно-политички процедури за имплементирање на договорот од Преспа. Реномираните агенции за рангирање на кредитниот ризик, како на пример Фич, ја оценија Република Северна Македонија како најповолна дестинација за инвестирање во земјите на Централна и Источна Европа, со што на позитивен начин се нотирани превземените активности и реформи кои доведоа до закрепнување на економските активности. Овие економски резултати се придобивки од решавањето на спорот со Грција, од забрзувањето на процесите на нашите европски интеграции и членството во НАТО, од активните економски политики од планот за економски раст, од цврстата посветеност и заложба на владиниот тим за поддршка на стопанството и подигнување на квалитетот на животот на граѓаните преку економскиот просперитет. Економијата ја стабилизиравме и ја поставивме на реални основи и на испорачени перформанси. Почитувани, демократијата, безбедноста, стабилноста и владењето на правото се од исклучителна важност за секој потенцијален инвеститор, да биде сигурен за тоа каде го вложува својот капитал, да се чувствува безбедно со својата инвестиција. Ова се главно предуслови и критериуми на кои се темели атрактивноста и на економскиот амбиент за привлекување на нови странски инвеститори, а кои како влада сме цврсто определени да ги задоволиме со посветено работење во сите сегменти кои се потребни за полноправно членство во Европската Унија. Факт е дека Европската Унија е главен извор и генератор на странските директни инвестиции во светот. Најдобра илустрација за тоа е кон каква заедница се стремиме како држава е податокот дека во 2017 година од Европската Унија во остатокот на светот се реализирани инвестиции во износ од 7,4 милиарди евра, додека пак обратно од трети земји инвестирано е во Европска Унија износ кој што е од околу 6,3 милиарди евра. Оваа отвореност на Европската Унија кон странските директни инвестиции се резултат на европските инвестицијски политики кои се насочени кон креирање на предвидливо и транспарентно деловно окружување, поддршка на одржлив развој, почитување на човековите права и високи стандарди за труд и животната средина. Нашиот пристап во посветеноста на воспоставување на одржливи основи на економскиот раст и развој е мултисекторски. Во моделирањето на економската политика, освен реформите кои ги спроведуваме во рамките на евроатлантските процеси и економските политики од планот за економски раст, ставивме акцент врз зајакнување на интеракцијата помеѓу образованието и стопанството, а со единствена цел да постигнеме избалансираност помеѓу понудата и побарувачката на квалификуваната работна сила. Се реализираат проекти за дуално образование и подигање на нивото на пракса во програмите за средно стручно образование, односно на учење преку изведување на практична работа во компаниите. Гледано на долг рок, во севкупниот образовен и едукативен процес, континуирано се усогласуваат програмите за образование, за доквалификација и преквалификација, следејќи го бизнис секторот како одговор на нивните потреби и барања од пазарот на трудот. Почитувани, на крајот би сакала да се заблагодарам на Државниот економски факултет од Љубљана, кој несебично го спроведува билатералниот договор помеѓу Словенија и Република Северна Македонија и веќе 2 децении ги држи отворени своите врати за со студиските програми за нашите сограѓани.
што им нуди несебична можност своето образование да го оформуваат согласно модерните образовни трендови, да се стекнуваат со нови знаења и ноу-хау, односно да се профилираат согласно барањата кои ги поставуваат глобалните економски трендови. Во 21. век, век на растечката економска меѓузависност помеѓу државите, креирањето и водењето на економските политики не може да биде изолирано од знаењето и од научните центри. Успесите на националните економии во значаен степен се услови од нивните капацитети да градат интеракции со научната заедница, да го артикулираат и абсорбираат човечкиот капитал кој произлегува од академската средина. Во оваа смисла, Државниот економски факултет од Љубљана, преку својата достапност на граѓаните на Република Северна Македонија, станува партнер во градењето на човечките капацитети потребни на економијата и на институциите на системот за да одговорат на предизвиците кои ги поставуваат модерните европски трендови. Ви благодарам за вниманието.